Светлосни револуционери, ве поздравувам. Јас сум Верица Огњанова, спиритуален ментор, енергетски практичар, терапевт и душа, битие кое што е спремно и жилно да ја спроведува светлината, да им помага на душите да се присетат кои се тие навистина и зошто можеби се тука. По многобројните работилници, спроведени констелации, едно сум заклучила, во едно сум сигурна. Никој случајно не се среќава со семејните констелации. Тие не повикуваат преку умот, туку преку срцето, преку болката која што долго време сме ја носеле во тишината, а не сме знаеле дали всушност е наша. И затоа денес ќе ве поканам да ги спуштате сите лимитации и бариери и само да си дозволите да го слушнете позивот, гласот на вашата душа. Овие зборови не доаѓаат од мене како терапевт, како водич, туку како битие кое што длабоко ја почувствува моќта на енергетското поле, на енергетската работа, на семејните констелации. Во мојот живот семејните констелации влегоа не кога беше се лесно, туку токму тогаш кога душата веќе не можеше да носи, кога моето физичко тело попушташе, товарот беше преголем, а прашањата беа многу. Кога чувството дека можеби сето ова што го носам, дали всушност е моје? Дали јас го живеам или тоа живее во мене? Тогаш ја сретнав оваа мудрост, оваа неверојатна енергетска алатка, која што олеснува животи на илјадници луѓе ширум светот. Моето прво спознавање беше пред некои 4-5 години, кога со еден прекрасен тренер од Србија спроведивме можеби 50 констелации. За мене и мои драги луѓе бев фасцинирана за моќта на енергетското поле и сите вистини кои што доаѓаат на виделина. За да дојде моментот кога одблиску ја сватив структурата и магијата на семејните констелации. Тие не ги донел прекрасниот Берт Хелингер, човек кој не се плаша да погледне таму каде што сите бега. Тој погледнал подлабоко во судбината, во болката, во љубовта што не знала како поинаку, освен преку жртва, патење, тага. Тој откри нешто многу едноставно, а толку длабоко, дека во секое семејство постои ред. И тој ред е ред на душата, правда на душата. И кога овој ред е нарушен, љубовта продолжува да тече, но сега преку страдање, преку болка, преку тага. Траумата не е само настан. Траумата е искуство кое што не било видено, не било признаено, не било оплакано, не било валидизирано. И кога не е преживеано до крај, било која траума, таа бара друг глас, друго тело, друго срце. Затоа траумата се пренесува од мајка на ќерка, од татко на син, од баба на внука, како тага што доаѓа без спомен. Многу често ние живееме животи кои што всушност
и не се само наши. Носиме чувства што не се родили во нас. Правиме избори, водени од лојалност, а не од слобода и автентичност. А за тоа всушност и не сме смесни. И дали знаете што е најтрогателното? Тоа го правиме од љубов. Бидејќи душата е спремна да каже: подобро јас да страдам, отколку ти. Подобро јас да не успеам, за да ти припаѓам. Подобро јас да ја носам твојата болка, отколку ти да бидеш сам. Ова може би за нашиот мал, логичен, човечки ум е нелогично, но затоа ве поканувам во некој од моите работилници да дојдете, да искусите, да увидите како душата е лојална на траумата, лојална на болката, а не на животот. Затоа во констелациите оваа љубов конечно се гледа и за прв пат се ослободува, се разрешува. Кога ќе влезеш во констелацијско поле, нешто многу тивко се случува. Умот се повлекува, контролата попушта и душата почнува да спорува. Тоа е нештото кое што за мене не има цена. Тоа е нештото што ме мотивирало и при мојата најголема болка, при моето тагување и тихување, да бидам ветер во грб на луѓето, да го ослободат товарот кој што го носат со години, векови и генерации. Во констелацијското поле, преку вашето тело, преку емоцијата, преку солзите, душата се ослободува. Тогаш, на автентичен, единствен начин, гледаме се што е во нас. Се ни е пред нас. Тоа е животен коучинг за мене, каде што свесно гледаш зошто така реагираш, зошто денес нештото го живееш. Кој си ти на вистина, на енергетско ниво? Сум била сведок на моменти кога збор не е изговорен, а се е кажано. Кога една реченица: те гледам, ти припаѓаш, или јас ти ја враќам твојата судбина, твоето достоинство со почит, го менува целото енергетско поле на семејството. Се менуваат животи на личноста, на клиентот, на потомци. А тоа за мене како терапевт, за една душа, да ослободи, исцели. Виде душа која што можеби доживеала траума пред 5 генерации. Навистина нема цена. Тоа е преблагородна можност, чест, за вистински да ја видиме и ослободиме болката, страдањето на тие души кои што во тоа време и во тоа место толку знаеле. Ние преку семејните констелации не сме тука да судиме. Не сме тука да анализираме до бескрај, ниту да бараме виновник. Правдата, ова е правда на душата. Овде не станува збор за човечки суд, туку за правда на душата. Овде, преку длабока почит кон родителите, дури и кога не знаеле како, кон предците, дури и кога погрешиле, дури и кон судбината кога била неверојатно тешка. Во ова поле детето може да биде дете, родителот вистински да биде родител, а ти да се присетиш на вистина која си ти, кој си ти, пред сите трауми,
пред сите болки, пред сите страдања. Семејните констелации не ти ветуваат совршен живот, туку тие ти нудат нешто многу повредно. Живот кој што сепак е навистина твој, со сета своја сила, со целиот свој здив и со своето заслужено место на припадност во семејниот систем. И кога редот се враќа, тогаш љубовта започнува повторно да тече. Тогаш енергијата постанува мека, тивка, а љубовта вистинска. Затоа, драга душо, ако нешто во тебе се разбуди при ова моја кратка излагање за тоа колку се магични семејните констелации, верувам дека таа разиграност на твојата душа не е случајна. Можеби некој предок конечно е виден. Можеби некој предок конечно најде канал за како да те ослободи, за повеќе да не го носиш товарот кој што е негов, а тече во тебе. Можеби едно дете во тебе повеќе не мора да биде силно. Или можеби твојата душа е подготвена да си го земе кормилото во своји раце и да живее лесен, божествен и автентичен живот, бидејќи сите тоа го заслужуваме. Доколку доби позив од својата душа, доколку доби глас од внатре, доколку нешто се раздвижи во тебе, те очекува, драга душа, на една подлабока конекција, со длабока доверба и мудрост, на спојување со твојата душа. Добре дојде си на моите небелни работилници, каде што во безбедна, сигурна средина го исцелуваме, ослободуваме патот до спојување со нашата душа. Ве поздравувам и со нетрпение ја очекувам секоја разбудена душа, секој транзитен карактер, кој што е спремен да каже: ова со мене завршува. Јас ова го завршувам. До сега бев лојален на болката, до сега бев лојален на страдањето. Од сега бирам да бидам лојален на животот. Со љубов и длабока почит, Вирица Огњанова. Ве очекувам. На здравје.